Главниот град кој со денови личи на голема депонија и се соочува со сериозна еколошка криза поради наталожениот отпад околу контейнерите и низ улиците, конечно почна барем малку да се расчистува, но не од комунална хигиена, туку со механизација од другите општини и градови, но и помош од одговорни компании. Комунални камиони од Куманово и Кавадарци денеска пристигнаа во Карпош и центарот, каде што почна да се собира ѓубрето, а помош стигна и од Илинден, Зелениково и Сопиште. Иако работата на комуналното предпријатие и градоначалничката Данела Арсовска сега ја вршат општините, тие ја немаат потребната тешка механизација за да ги подигнат и испразнат. Освен штанцање Facebook статуси и снимање видео пораки пред владата, Арсовска не ја видовме во акција за решавање на проблемот со отпадот. Па еве како денеска изгледа Чаир. На собраниот смет создава алармантна слика, а дополнителен проблем представуваат и кучињата скитници кои го разнесуваат ѓубрето по улиците. Во центар и аеродром состојбата е подобрена. Во центар целосно се исчистени неколку мала, Кале, Пролет, Водно, делот Капиштец, булеварите Водњанска и Климент Охридски, улицата Васил Ѓоргов, како и уште неколку улици, а со чистењето денеска се продолжува и во Маџар Мало. Вработените во општинското јавно комунално предпријатие на Гази Баба ги исчистија мини депониите околу Железара, Автокоманда, а продолжуваат и во другите населби. Но купишта ѓубре може да се забележат во самиот центар на само неколку метри од плоштадот каде се формирани диви депонии. Градоначалникот Горан Герасимовски предупреди дека поради неажурноста на јавното предпријатие комунална хигиена на одредени локации веќе има појава на глодари, а по состанокот на кризниот штаб најави и конкретни мерки. Ќе бидат поставени помали контейнери за секојдневен отпад во густо населените делови и поголеми контейнери за кабаст отпад на стратешки локации. Апелирам граѓаните да не го одлагаат сметот на улиците околу контейнерите, туку во нив. Кандидатот за градоначалник на Скопје Орце Ѓоргиевски заедно со кандидатот за центарот Знам Мирослав Лабудовик одрано из утрината беа излезени на терен во интензивна акција на расчистување на купиштата смет. Цел изминат период заеднички со наши сили, но и со општествено одговорни компании вака реагираме бидејќи комунална хигиена не ја работи својата работа и така ќе продолжиме уште наредните 10 дена се до моментот додека не ја преземе градската власт. Од левица кандидатот за Скопје Амар Мециновиќ ќе обвини власта дека намерно не прогласила вонредна состојба, иако според него можела да го направи тоа многу порано. Со оваа нова ситуација со ѓубрето, каде што сака да се прогласи кризна состојба со ѓубрето во Скопје, тоа значи дека секогаш можеле да ја направат, но очигледно дека владата сакаше до крај да ги истроши скопјани, до самиот крај, до предизбор. Вработените во комуналец жалат за состојбата и велат дека и тие се жртви. Синдикатот најави кривична против раководството на предпријатието поради доцнење на платите и лоша состојба со возниот парк. Освен полицијата и обвинителството почна постапка и проверува како работеле град Скопје и јавното предпријатие. Оттаму не ја исклучуваат можноста, освен комунална хигиена, да бидат опфатени проверки на други институции.